Успех за Македонија, дебакал за Бугарија. Источниот сосед кој од петни жили се бореше да го оспори македонскиот јазик и идентитет во извештајот за земјава во Европскиот парламент остана на цедило. Во Комитетот за надворешни работи се покажа недвосмислената поддршка за македонските евроинтеграции. Не успеа обидите на официјална Софија во извештајот да стои современ идентитет или модерен јазик, а дипломатските напори на Скопје и подготвеноста да продолжи со процесот го покажаа резултатот. Македонскиот идентитет и јазик добија широка поддршка, односно за гласаа 40 мина, 19 против и 10 гласаа воздржано. По усвојувањето на документот, известувачот Вајц изрази задоволство бидејќи е изгласан со широко политичко мнозинство. Горд сум на целата напорна работа што беше вложена во наоѓањето компромиси за да го донесеме овој добро избалансиран извештај. ЕУ мора да остане обединета со своите соседи во предизвикувачкиот геополитички пејзаж. Македонија припаѓа во ЕУ. Пред гласањето, председателот на комитетот ги осуди нападите кон известувачот Вајц кои дојдоа од бугарски европратеници, кои реагираа на референците со кои се потврдуваат македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Сакам јасно да укажам дека осудувам секакви лични напади врз известителот во изминатите недели со обвинувања за пристрасност и лоши действија поради контакти со функционери од земјата кандидатка. Ова е погрешно, оти потребно е известителот да ги чуе позициите на државните функционери на кандидатката што ја оценува, за да ги има сите страни при подготовка на извештајот. Покрај амандманите од бугарските европратеници Валчев и Ковачев, нов амандман предложи германскиот европратеник Михаил Галер од ЦДУ, односно од Европската народна партија. Би сакал да предложам амандман во извештајот едноставно да се стави модерен на 4 места пред македонски јазик и идентитет. Сепак не помина ниту еден од овие штетни амандмани. Реагираше и европарламентарецот Андреј Ковачев од партијата на Бојко Борисов, кој обвини дека антиевропските националисти од групата Патриоти за Европа ги блокирале промените во извештајот. Голямо сожаление и изненада можеби за някои, Предлогот на 4 главни парламентарни групи за разјаснување на текстот во врска со македонскиот јазик и идентитет беше блокиран од антиевропските националисти од групата Патриоти за Европа и особено од партијата на Виктор Орбан. Инаку во самиот документ се нагласува важноста од задржување на кредибилитетот на проширувањето. Се поздравува усогласеноста на Македонија со европските политики и се повикува на брзо продолжување на преговорите за членство. Следниот чекор е гласањето на пленарната седница на Европскиот парламент, што ќе се одржи од 7 до 10 јули во Страсбур.